Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. За дополнителни 10 дена е продолжена блокадата на депонијата Русино. Осум нови случаи на COVID-19 во Тетовскиот, а 13 во Гостиварскиот регион. Триото Шербет одржа краток концерт на отворено пред Центарот за култура во Тетово. За дополнителни 10 дена е продолжена блокадата на депонијата Русино. Се пропуштаат само камионите на Гостиварското комунално предпријатие, додека за останатите возила од другите полошки општини продолжува забраната за депонирање на сметот. За решавањето на овој проблем се очекува да се разговара на состанок, на кој би присуствувале представници од 9 полошки општини. 10-ти ден како е блокиран патот кон депонијата Русино. Граѓаните на Гостивар на ова место на рампата дежураат во смени. Ги пропуштаат само камионите на јавното комунално предпријатие од Гостивар. Блокадата за депонирање на смет на депонијата Русино за комуналните возила на полошките општини, освен Гостиварската, продолжува и следните 10 дена. Членовите на граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар остануваат на рампата се додека не се исполнат нивните барања. Тие се едногласни дека депонијата мора да се дислоцира. Потенцираат дека ѓубриштето е проблем за сите полошки општини. Ѓубре па земја. Нема како да се ваѓа тие ѓубриња тука да се работи, да имаме горе некој фабрика или било нешто. Затоа најпаметно е работа да се најде нова локација и во новата локација да се направи депонија по европски стандарди. Тоа е не денешен проблем, тоа е више 30 години проблем. На вчерашниот состанок на Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари со представници на иницијативата било договорено да се свика средба со сите градоначалници на полошките општини. Во меѓувреме локалната самоуправа треба да постави и видеонадзор на депонијата. Барањата на граѓанската иницијатива беше да се постават камери, значи видеонадзор. Поставката е веќе во текст, се надеваме дека до крај на неделата тие ќе бидат поставени. 24 часовен видеонадзор кој во прв момент би се пренесувал во живо на веб страната на општина Гостивар. На депонијата во тек се активности за затрупување на ѓубрето и во моментов нема активни пожари, така што граѓаните на Гостивар деновиве дишат почист воздух за разлика од претходно, кога на Русино гореше најразличен отпад. Екологистите постојано алармираат дека со депонијата без стандарди, освен загадувањето на животната средина, загрозено е и здравјето на граѓаните. Во последните 24 часа во земјава се регистрирани 141 нови случаи на COVID-19. 8 од нив се во Тетовскиот, додека 13 во Гостиварскиот регион. Состојбата со ширењето на коронавирусот во Гостиварско беше оценета како сериозна на денешниот состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб. Во последните 24 часа во Тетовскиот регион се регистрирани 8 нови случаи со COVID-19, додека во Гостиварско 13. Во Гостивар и околината продолжува да расте бројот на лица со COVID-19. На денешниот состанок на кризниот штаб беше констатирано дека ситуацијата во овој регион се уште е многу сериозна. Купниот број на заболени е 572, а пак вкупниот број на активни случаи во регионот на Гостивар е 261, од кои 214 се во општина Гостивар, 42 се во општина Врапчиште и 5 од нив се во општина Маврово и Ростуше. Број на починати луѓе од рајонот на Гостивар е 28, од кои 20 се од општина Гостивар, 7 се од општина Врапчиште и 1 е од општина Маврово и Ростуше. До сега бројот на оздравени пациенти во рајонот на Гостивар е 283, бројот на пациенти кои се на домашно лекување е 240 и бројот на пациенти кои се во болничко лекување е 21.
Граѓаните не се дисциплинирани во однос на почитувањето на мерките. Болните лица пак не ја сваќаат сериозно болеста и мислат дека е обичен грип, поради што доцна се јавуваат на лекар, а исто така дел од нив и не седат во изолација како што е пропишано. Има и некои луѓе кои се во, условно кажано, треба да се во самоизолација, но користат прилика понекогаш да излезат, било тоа да прошетаат или пак на кафе и со самиот факт што излегуваат, тие се потенцијален ризик да инфицираат други наши сограѓани. Апелираме до сите граѓани дека луѓето кои се болни, кои се инфицирани со COVID-19 не треба воопшто да се посетуваат во нивните домови. Во земјава во последните 24 часа се направени 1885 тестирања, а регистрирани се 141 нов случај на COVID-19. Почината една пациентка на 51 годишна возраст од Скопје во болнички услови. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 161 оздравен пациент, од кои 3 се од Тетово и 35 од Гостивар. Колку државата помогна на земјоделците за време на корона кризата, направивме разговор со земјоделецот Мемет Синани. Купно да земеме не пченицата, бидејќи пченицата не бара многу работна сила, повеќе бара механизација. Така. А што се однесува до другите култури, пченка, граб, оние што треба се копат, пипер, не знам, домати, компири, имавме, знаете, полициски часови, имавме забрани за излез од дома. И сега мене, како мене, пушти она што треба, ми пушти, а мене барање, пушти, ми дадоа дозвола, ама мене ми треба туше петаргати. Така. А тие нема дозволи. Како да ги земам? И сега, еве, кај гледам едно нешто јас. Граф нема. Тетовскиот просчуен граф. Знаете дека ова година има шанси да стигне до 300-400 денари килограм. Нема граф. Нема кој да го збира. И не посеја луѓето. Тоа бара работна рака. А баш тогаш се погоди времето во април, мај, кога имавме тие полициски часови едно друго и не можеш да земеш никого. Не бе ќе ме казнат. Тогаш како беше 2000 евра, како вика, не знам. И кој ќе излези? Никој. И сега ова година граф Тетовски многу тешко е да најдеш. Но има малку засадено граф. Многу малку. Јас сум имал до 20 декари граф. Јас немам пола декар. За себе и готово. Поради немање можност за работа. Не, имав јас можност да го за посејање, имав можност затоа имам машина за граф и за пченка и за све. Меѓутоа, бербата како ќе ја правам? Не знаеш колку ќе трае ова коронавирус. Поради неизвестноста и неизвестноста. Може еве есента била ќе има пак нов бран на болест, овај. Коронавирусот. И што тогаш што правиме со графот? Да го ставиме на нива? Јас не можам да го збирам сам. За 20 декари мене би ми требале, ај да не претерам, 70 до 80 и 90 луѓе. Сега не во еден ден, ама 10 дена по 8 луѓе, 80 луѓе, ќе го збирам. Сега нема. Тоа е тоа. Да. Во однос на најголемиот проблем кој што ги имаат земјоделците, посебно во Полошко, гледам дека во другите реони во земјата имаат проблем, меѓутоа не толку голем кај нас, со откупните центри. Немаме откупни центри, земјоделците нели спасот го гледаат ако некој им дојде некој шлепер или камион или пак на пазар да го продадат својот производ. Стандард како што е нели во другите соседни земји и во блиските райони нема. Јас ќе кажам нешто што може и нема да видам во право, али мислам дека сум во право. Не вика Западна Македонија. Нас. Како полок, како спаѓаме во Западна Македонија. И често пати сум слушал Дибио Запад. Така го викат многу луѓе. Еден откупен центар во полок немаш. Еден откупен немаш за компир, за пиперка, за домат, за немаш откупни центри. Како што има во Струмичкиот дел. Или пак некој си кванташки пазар, не мора ти да одиш до Скопје. Како има во Струмица, има во Ѓевѓелија, има. Ги знам, сум бил. Ги има скоро сегде. Кај нас тоа го нема. Музиката не поврзува дури и во тешки времиња. Девојките од тетовското трио Шербет вчера вечер заедно со музичарите Гоце Симоновски и Ненад Вукојчич ги отпеа тетовските староградски песни, кои се дел од нивниот албум Спомен пред Центарот за култура во Тетово. Настанот беше дел од фестивалот Меридианс во организација на Сдруженијето Артал. Zora
Со маски и одржување физичка дистанца, тетовци уживаа во изведбата на тетовските староградски песни од страна на триото Шербет. Заедно со музичарите Гоце Симоновски и Ненад Вукојчиќ, девојките од Шербет ги подсетија тетовци на едно поубаво време, кога љубовта се опеала во бројни убави песни, дела кои оставиле белег во тетовската градска историја. Харизматични и насмејани, шеќерните девојки не раскажаа повеќе за идејата и организацијата на овој концерт на отворено. Овој концерт на тетовски староградски песни беше дел од фестивалот Меридијанс, кој што го организира Сдруженијето Артал од Тетово, значи станува збор за Сдружение за култура. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и оваа година, како што знаете, поради настанатите услови со пандемијата, мораше да се одржи во малку поинакви услови од останатите години, останатите концерти на кои што сме биле дел. Токму затоа, тука, пред Центарот за култура во Тетово, одржавме едно мини концертче, ги испеавме песните од нашиот албум Спомен, 9 староградски тетовски песни и плюс уште некои песни кои што не беа дел од албумот. На вистина уживавме, на вистина убави лица и насмејани и среќни во публиката и на вистина е добро што конечно после едно скоро полугодишна пауза конечно барем на некаков начин почна да се случуваат културните настани. Изведбата на песните од албумот Спомен беше избраниот репертоар за вечерта. Композиторот Гоце Симоновски не ги штедеше убавите зборови за популарните Шербет. Тој истакна и дека овој музички настан бил одлична можност за во секојдневието на луѓето во овој период да се внесе малку радост. За Шербет, мислам, нема потреба премногу зборови, се трошат, они се ентузијасти, добра работа што седни од ретките што сака да ја продолжат македонската и тетовската музичка традиција. Мислам, едно, да речем, од ретките луѓе од новиве генерации што размислува на тој начин, така да секој чест за нив се надеваме дека во текот понатаму ќе продолжи соработката со нови албуми, со нови концерти. Поради околностите, нели, во помал состав сме моментално. Меѓутоа идејата е, нели, да се одржи моралот, нели, кај народот и кај луѓето, малку да се внесе радост, малку во секојдневието да се разбие, пошто секојдневието ни стана баш тоа, секојдневие. Идејата за забава и култура во малку поинакви услови во рамки на фестивалот Меридијанс организиран од Сдруженијето Артал беше поздравена од публиката во голем број, почитувајќи ги мерките за заштита. Тетовци по долго време се собраа за да слушнат убава музика во изведба на девојките кои често знаат да ги наречат бренд на градот под шара. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во периодот од 17 часот и 30 минути до 18 часот и 5 минути, по претходна наредба од судија на претходна постапка при Основен суд Гостивар, бил извршен претрес во дом и други помошни простории, каде што живее 48 годишникот Гостивар. При претресот биле пронајдени кутија со семки, повеќе таблетки, куршум и дробилка, кои се одземени за вештачење. Тој бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка, при што ќе следи и соодветен поднесок. Вчера исто така во 22 часот во полициската станица Тетово, 18 годишникот Тетово пријавил дека околу 19 часот и 45 минути на улица Маршал Тито во Тетово на паркинг простор за дугостителски објект, жител на тетовското село Требош со кого се познавале од порано и имале недоразбирање, во присуство на уште неколку негови пријатели физички го нападнал. Напаѓачот бил повикан во полициската станица Тетово, а по целосно расчистување и документирање на случајот ќе следи и соодветен поднесок. Ноќеска во 3 часот и 40 минути во полициската станица Гостивар, 19 годишникот Гостивар пријавил дека околу 2 часот на улица Мајор Чеде Филиповски, поточно кај градскиот парк покрај кеот на река Вардар во Гостивар, бил физички нападнат од страна на две непознати лица. Се преземаат сите мерки и активности за целосно расчистување и документирање на овој случај. Вчера во 9 часот и 20 минути во полициската станица Гостивар од медицинскиот центар Гостивар е пријавено дека кај нив лекарска помош побарал 44
64 годишникот Гостивар, кој се здобил со тешки телесни повреди при работа на улица Илинденска во Гостивар. По консултација со јавен обвинител, увид на лице место извршила екипа од ОВР Гостивар. Вчера пак во 21 часот на улица Илинденска во Гостивар, 4 цикл со гостиварски регистарски ознаки, управуван од 34 годишникот Гостивар, удрил во 83 годишен пешак исто така од Гостивар, кој се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во ургентен центар во Гостивар, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. По овластување од јавен обвинител, увид на местото на незгодата извршила екипа на ОВР Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.